Бизнисменот и почесниот конзул на Белорусија во земјава, Борча Марковски, на граничниот премин Табановце сепак му бил дозволен излез од државава, затоа што во системот немало регистрирана активна мерка. Претходно од земената патна исправа му е вратен откако тој дал гаранција од 5 милиони евра. Од обвинителството посочуваат дека не може да се смета дека тоа е во бегство. Има обврска да се јавува пред судот. Барањето за укинување на дополнителните мерки за претпазливост, изречени при определувањето на гаранцијата, е поднесено од одбраната на обвинетиот. Надлежниот јавен обвинител од основното јавно обвинителство Струга првично на 15.6.2026 година даде негативно мислење за прифаќање на ова барање. Откако одбраната поднесе ново барање, јавниот обвинител го реферирал предметот во Висшето јавно обвинителство Битола. Од реферирањето е изготвен записник, при што Висшиот јавен обвинител донел заклучок со кој понискиот јавен обвинител го задолжил да поднесе позитивно мислење да се уважи предлогот на одбраната за враќање на привремено одземената патна исправа. Висшиот јавен обвинител како аргументи за ваквата одлука навел дека со определената гаранција се исклучува можноста од бегство. Се прифатили аргументите на одбраната дека Марковски поседува фирма во Република Србија, чие работење било сериозно доведено во прашање, и постои можност од нанесување ненадоместлива штета доколку во најкосможен рок не отпатува во Србија за да потпише документација во врска со работењето на фирмата. Председателот на Основен суд Струга, Вулнет Винца, председател на Кривичниот совет, кој донесе одлука за враќањето на пасошот на Марковски, од денеска не може да извршува својата функција поради исполнување услови за старосна пензија. Судскиот совет денеска донесе ваква одлука, откако Вулнет Винца поднел писмена изјава на 21 ноември минатата година за продолжување на функцијата, а рокот бил до 31 август. Според советот, изјавата е дадена ненавремено и го отфрли таквото барање. Со 11 гласа за констатирам дека судскиот совет донесе одлука со која ја отфрли изјавата, односно барањето за продолжување на судиската функција. На Борча Марковски на уште 7 лица им се суди за кривични дела поврзани со јавна набавка за дислокација на погонски станици од ТЕЦ Осломеј во Рек Битола. Тендер тежок над 1,7 милиони евра. Додека пак на обвинетиот поранешен директор на Рек Битола му се суди во Битолскиот основен суд за ископот на јаловина со фирмата Руткоп Битола. Судскиот процес за Борча Марковски од основниот суд Битола беше преместен во Основен суд Струга. Рочиштето е закажано за 2 септември.